ова издание. Најмалку 29 лица убиени во еден викенд во САД. Знамењата на половина копија. Властите истражуваат кои се мотивите за крвавиот пир. САД и Кина повеќе од една година водат трговска војна со меѓусебни царини. Разговорите се уште не даваат резултат. Танзанија планира да изгради жичница на Килиманџаро за повеќе туристи, но туристичките водичи предупредуваат, може да биде опасно по живот. Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюслеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Јавноста во САД е потресена после крвавиот викенд во кој во Тексас и Охајо беа убиени најмалку 29 лица. Претседателот Доналд Трамп и се обрати на нацијата и порача дека нема место за омраза во земјата. Најави предлог за нов закон со кој криминалот од омраза и извршувањето масивни убиства ќе се казнуваат со смрт. Следат вестите. Вооружениот напаѓач бил застрелен од полицијата за помалку од една минута, откако отворил оган рано во неделата во Дејтон. Во нападот тој уби 9 мина, а рани најмалку 27 лица. Полицијата соопшти дека напаѓачот бил белец, како и тројца од загинатите. 6 мина други загинати се афроамериканци. Според полицијата, мотивот допрва треба да се открие. Нападот во Охајо се случи околу 13 часа откако во американско-мексиканскиот пограничен град Ел Пасо вооружен напаѓач отвори оган во продавницата Волмарт, при што загинаа најмалку 20 лица, а 26 беа повредени. Надлежните соопштија дека се истражува дали можниот мотив е омраза кон латиноамериканците. Американските власти во повеќе наврати се обидуваат да најдат начин како да се запре крвопролевањето во земјата во која поседувањето оружје е уставно право. Некои законодавци бараат заострување на регулативите околу продажбата на оружје, додека други законодавци се спротивставуваат на вакви ограничувања. Масовни демонстрации денеска го парализираа Хонг Конг. Блокирана јавниот сообраќај, а откажани се повеќе од 200 летови. Како и во претходните денови, антивладините демонстранти ги блокираа пристапите до метростаниците, предизвикувајќи долги застои во утринскиот транспорт. Лам повторно ги одби барањата за нејзина оставка и нагласи дека е решена да го одржи законот и редот во градот. Иран минатата недела во Персискиот залив заробил уште еден танкер со 7-член екипаж. Информацијата ја објави државната иранска новинска агенција, со што тоа е трет танкер во еден месец што паѓа во раците на иранската национална гарда. Според соопштенијето од гардата, танкерот бил заробен во средата, северно од Ормускиот теснец. Танкерот, како што се тврди, носел 700.000 литри шврцувана иранска нафта. Трговските тензии меѓу САД и Кина траат повеќе од една година. Тимови од двете страни имаат средби, но и едната и другата страна тактизираат. Договор нема, а економиите страдаат. Златица Холк известува. Последните трговски разговори во Шангај, најголемиот финансиски центар, завршија без договор, но САД и Кина изјавија дека е постигнат прогрес и се договориле да се сретнат повторно во септември. САД ја обвинија Кина дека одложува решение, во обид да постигне договор во нејзина корист. Дури пред состанокот, претседателот Трамп го предупреди Пекин дека можеби ќе наметне потешки трговски услови ако разговорите не завршат до изборите следната година. Тие би биле пресрекни ако бидам поразен. Кинеското министерство за надворешни работи рече дека Пекинг нема да попушти пред таквиот притисок. Нема логика да им кажете на другите да земаат лекови, кога вие сте тој што сте болен. Во врска со трговските преговори, САД треба да покажат поголемо разбирање. Двете страни првпат се сретнаа на средба во Вашингтон пред повеќе од 2 месеца. Преговарачкиот тим на САД бара Кина да се заложи да купува американски земјоделски производи, додека Кина и сака САД да ги намалат царините за кинескиот увоз. Економистите не очекуваат брз договор. Кинеската економија е повеќе зависна од продажбата во САД, но кинескиот политички систем е потолерантен од американскиот. Двете страни веруваат дека имаат подобри карти в раце. Сепак тој предупредува дека одложувањето да се постигне договор негативно ќе се одрази врз глобалната економија. Тоа е главната причина зошто слаба е индустријата во Германија. Спорот меѓу САД и Кина трае повеќе од една година, а во меѓувреме двете најголеми економии во светот воведуваат санкции врз меѓусебните извози, што пак се одразува врз глобалните финансиски пазари. Танзанија планира да изгради жичница на Килиманџаро. Државата сака да доведе повеќе туристи, но познавачите на планината предупредуваат дека тоа може да биде опасно по живот. Чарлс Комбе известува.
Највисоката планина во Африка, Килиманџаро, го одржува во живот градот Моши преку туризам и трговија. Планината е извор на приход за многу луѓе во овој град во Танзанија, вклучувајќи 1/4 од милиони туристички водичи и чувари, како 37-годишната Синтија Вита. Оваа работа е навистина од голема помош. Имам 3 деца и јас сум таа што плаќа за нивните училишни трошоци, како и за дневните потреби на семејството. Но тие стравуваат за нивната работа, откако владата најави план да изгради жичница на Килиманџаро оваа година, додека властите велат дека жичницата ќе им помогне на постарите лица како и на децата. Веруваат и дека ќе им помогне на туристите побрзо да ја искачат планината. Не ги кажуваат предностите, но не и негативните ефекти врз сегашната и идните генерации. Збунувачки е. Не знаеме каков бенефит може да имаме од ова. Околу 50.000 туристи се искачуваат на Килиманџаро годишно, носејќи му на овој регион десеттици милиони долари. Властите велат дека жичницата ќе го зголеми бројот на туристи за 50% преку обезбедување полесен пристап до планината. Очекуваме повеќе кампери на врвот на планината годинава и тоа не треба да ги плаши нашите луѓе дека ќе ја изгубат работата. Сепак не можеме да очекуваме Танзанија да биде иста во наредните 100 години. Мора да има промени. Танзанија сега прави пресметки за ефектите што ќе ги донесе жичницата пред да почне изградбата. Ако нашата работа биде осигурена, нема да има тензии меѓу нас и владата. Во меѓувреме, кога Вита ќе го стави на грб ранецот тежок 20 килограми, иднината на незиното семејство се наоѓа врз незините раменици. Реконструкцијата на историски битки станува популарна забава во САД. Тоа подразбира борба со оклопи, мечеви, копија како во минатото. Мајк Осборн следеше една таква битка. Oh, you want more? There's plenty more! Are you ready to give it to them, Tennessee and Kentucky? Во сабота напладне во Националниот парк во близина на Нешвил, Тенеси. За борба се подготвуваат речиси 400 војни. Настанот го нарекуваат акционо играње на улоги во живо, средновековна борба или борба со стиропор. Ветеранот Натан Ларкин, кој е познат по борбеното име Вандер, вели дека борбите се повеќе фикција, отколку што представуваат реконструкција на каков било историски настан. Многу луѓе се креирани од луѓе кои ги читале книгите Хобит и Господарот на прстените и сакаат да го оживеат тоа во реалниот живот. Јан Николс, познат по военото име Талон, командува на теренот. Неговата задача е да изврши проверка на секое оружје и оклоп со цел да бидат во согласност со многуте безбедносни прописи. Без разлика дали станува збор за долгото оружје од 8 метри или помало оружје од 3 метри или стрели, оружјето мора да биде проверено дека е безбедно, дека нема да предизвика повреди при удар. Талон одлучи да ги забрани стрелците и стрелите од игрите. Слабиот дожд ги навлажни стрелите. Тој е загрижен дека врвовите од стрелите ќе бидат потврди и поопасни. Пред битката, војните се делат во парови и мали групи. Новите играчи мора да запаметат многу правила, но Вандер вели дека најголемиот предизвик е првиот замав. Овие борби се хаотични. Тој ги користи својот меч и штит за да ги заштити соборците кои носат копја и лакови. Додека Асоцијацијата за средновековни борби од Нешвил е домаќин на неделните собири. Белтен е годишен настан кој се одржува од 1989 година. На настанот учествуваат цели семејства, се продава автентична облека и оружје направено од стиропор. Одличен начин да вежбате да излезете на свеж воздух, да се запознаете со пријатели. Повеќето луѓе што ги знам се дел од заедницата. Годинава учество земаа борци од 10 сојузни држави, вклучително и Канада. Вакви борби се одржуваат ширум Северна Америка, Европа и Австралија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Ви благодарам за вниманието, бидете со нас и утре. Пријатно.